се ви благодарам зашто ми се јавивте на реплика. Бидејќи нечесто имаме можности за ваква една дебата. Започнавте да ме критикувате дека јас се секирам. Да, јас се секирам 2 години скоро овде во ова собрание и скоро 2 години ваков сличен амандман ви предлагам, ама 2 години вие, колега, не гласате за тој амандман. Гласате против. Исто како што гласавте против и вчера за помошта на вработените во јавниот сектор. И почитувам, колега, тука ви завршува правото за дебатирање дека вие се грижите за заштита на животната средина. Да вие се грижевте за заштита на животната средина и заштита на стандардот на граѓаните во државава, немаше да дозволувате да се случуваат следниве работи во оваа држава. Што се случува? Празни акумулации имаме. Немаме производство на електрична енергија. Едно семејство ќе плаќа во просек по 200 евра сметка за струја, почитуван колега. Па објаснете им на граѓаните после зошто не сме им помогнале ние како пратеници. Зошто да си ги намалат сметките. Но нека ви стои на чест, па вие ќе си објасните пред јавноста. Терминот, колега, субвенции е измислен во време на ВМРО ДПМН. Па ајде ве молам сега, кога ВМРО ДПМН делеше субвенции и го стимулираше населението за сончеви колектори, за фасади, за печки на пелети, кога имавме таква стимулација во јавноста, вие, колеги, не го памтите тој дел од минатото, ама убаво, фино си го спомнувате некој друг дел што ви одговара. Па ајде сега да зборуваме. Ми спомнавте за издувни гасови, сега јас за сите мерки кои ги превземате и вие како се справувате со мерките ќе ви спомнам. Регистрирање на мерење на издувни гасови при регистрација на автомобилите. Дали тоа во минатото постоеше? Не. Кога е воведено? Воведено е во време на ВМРО ДПМН. Сега, колега, знаете вие со вашата власт што направивте во тој дел? Отворете службен весник и да видите дека за 300% ја зголемивте таа ставка. Па при регистрација на автомобили, јавноста нека знае и нека суди и нека не се чуди зошто е регистрацијата толку зголемена на автомобилите, заради тоа што мерењето на издувните гасови или еколошката такса позната помеѓу граѓаните е зголемена за 300%. Рекет направивте со сите работи, рекет направивте во државава. Рекет направивте со зголемување на цените. Знаете, литар масло за јадење е поскапо за 107%. Килограм брашно е поскапо за 83%. Литар млеко е поскапо за 47%. Бензините се поскапи, нема бројка што ги мери бензините, секој ден се поскапуваат. Ама битно Бислимовски 83 евра дневно за кафенце си има на располагање. Државата ја презадолживте. Вработените во управата за матични книги сега штрајкови имаат и сите вработени штрајкови ќе прават, но ние овде не можеме да најдеме договор и начин како да ја смириме работата. Значи, имате две опции. Имате две опции да прифатите. Или да го одврзите кесето од буџетот и да дадете пари на граѓаните, да почнете да работите. Свесно, совесно, без криминал, без рекет. Тоа ви е едната опција и парите од граѓаните да одат назад кај граѓаните. А другата опција, што од срце ви ја предлагам и барам да ја прифатите,
е да се сложите да имаме предвремени парламентарни избори, бидејќи вие досега покажавте дека не знаете, не умеете и не се снаоѓате во работата што ја имате. Дозволете тоа да го направи некој што знае, што умее и што е способен да го направи тоа. А пред се чесен, бидејќи чесноста не е карактеристика на вас и вашата гарнитура од која што доаѓате. Предвремени парламентарни избори е решението. Дајте да се договориме, зашто народот страда. Народот не може да издржи ново задолжение кое го планирате да го направите преку ММФ од 900 милиони евра, со што јавниот долг знаете дека ќе се надмине од повеќе од 8 милиарди евра, ама сега молчите. Сега не се буните зашто јавниот долг е толку голем. Платите во администрацијата редно е да се покачат. Дајте да обезбедиме квалитетна иднина на граѓаните во Република Македонија. Зошто вака, со вас, на ваков начин не ја бива колеги работава. Предвремени избори, ви благодарам.